Конгрес веќе 3 недели е без спикер. Во овие вести го вклучуваме Мартин Николовски од Гласот на Америка во Вашингтон да ни објасни во што е проблемот и какви реперкусии тоа може да има. Мартин, повели. Стојан, добро вечер од Вашингтон. Звучи како стара вест, ама за помалку од еден час е предвидено ново гласање. Еве што се случи. Председателското столче остана празно на 3 октомври. Тогаш беше отповикан спикерот Кевин Мекарти. Осумина републиканци им се приклучија на сите 212 демократи во представничкиот дом за да го стимнат од позицијата. Изгледаше како лесна работа да се избере нов спикер, но се покажа дека не е. Иако републиканците имаат мнозинство, тоа е недоволно за одлука без помош на гласовите на демократите, а тоа е последното што републиканците сакаат да го побараат. Но видовме многу обиди за гласање што се покажаа неуспешни, зашто не можеа да соберат 217 гласови колку што им се потребни. Последно име од низата кандидати беше конгресменот Том Емер, но и тој вчера отпадна. Тоа ја продолжи агонијата не само за републиканците, туку и за целата работа на Конгресот, што сега е во лимбо. Најново е што доцна синоќа зад затворени врати републиканците со 128 гласови го избраа законодавецот Майк Џонсон од Луизијана за нивен четврти кандидат за председател на домот. Дали Џонсон ќе успее да ги добие гласовите на републиканците, останува да видиме после денешното гласање што е закажано за неполн час од ова наше јавување. Мартин, зошто е важен изборот на председател на Американскиот конгрес? Ова е голема криза во Конгресот. Без функционален Конгрес нема ни легислатива која веќе се трупа на неговата агенда. Тука пред се мислиме на буџетот на САД. САД се уште немаат буџет и привремената легислатива што ја држи владата отворена истекува за 15 на дена. Ова се случува во услови на две активни војни за кои председателот Бајден јасно кажа кого САД поддржуваат и зошто. Белата куќа упорно врши притисок врз Конгресот за повеќе финансирање, но ништо од тоа не може да помине без спикер. Работите се покомплицирани од тоа ако се знае дека одобрувањето на финансирањето за да се одржи владата отворена беше главната причина поради која наводно било отповикувањето на спикерот Кевин Мекарти. Така стојат работите во моментов, а што ќе донесе овој ден не можеме ни да погодуваме. Стојан? Мартин, ти благодарам за ова вклучување од Вашингтон. Мартин Николовски од Гласот на Америка за македонската телевизија.